Семејството Шаипи од Тетово веќе 7 години живее без доволно светлини и простор за влез во својот дом лоциран во центарот на градот. Пред нивната куќа на само половина метар оддалеченост, на тротоар изградена е повеќе катница, блокирајќи им го главниот влез и светлината и видикот од прозорците. Семејството вели дека со оваа дивоградба е запознаена општината и државниот градежен инспекторат, но досега никој не презел конкретни мерки. Основниот суд Тетово донел одлука да се урне дел од бесправниот објект, но одлуката во пракса не се спроведува. Ова е само еден од примерите во Тетово на неконтролирано градење без процедура и узурпација на јавен и приватен простор. Тетово, гледано од птичја перспектива, е целосно бетонирано со хаотичен урбан и сообраќаен хаос. Секоја ќоше се користи за изградба на објект, задушувајќи го и онака загадениот и претесен град. Голем дел од градбите се бесправни. Надиво се гради во подножјето и редовите на Шар планина, но досега властите немаат преземено никакви мерки, ниту имаат урнато некој објект. Тетовци велат дека повеќе не го познаваат градот. Урбанистите прогнозираат дека во иднина урбаниот хаос ќе биде уште поголем, ако не се донесе нов генерален урбанистички план според кој градот треба да се развива. Проблемот го гледаат во локалните самоуправи кои носат парцијални урбанистички решенија, централизирано, односно само со одлука на градоначалникот. Урбанистичките решенија треба да ги носат повеќе институции, вклучувајќи го и градскиот архитект, кој треба да се врати како институција. Доколку има воли и постојните несоодветни градби, може да ги исполнат стандардите и да се вклопат во урбанистичкиот план, истакна универзитетскиот професор Енис Јакупи. Според принципите, барањата и критериумите во сила, значи законот што постои, според кој му е давано одобрение, тој за станот површина 80 квадрати мора да има една паркинг место. За локал 5 паркинг места. Одиме контрола кај му се тие паркинг место. Ова зграда не може да функционира, нема да има струја, нема да има вода, нема да се пушти на употреба, дур не ги обезбеди овие работи. Како ќе ги обезбеди? Има начини, има можна. Нека ги затворат локалите. Во приземје нека се паркира. Лошата урбанизација ги парализира останатите сегменти од општественото живење. Поради непланската градба се блокира развојот на подземната инфраструктура и инсталација. Узурпираниот простор ја оневозможува изградбата на новите сообраќајници, кои се неопходни за решавање на проблемот со сообраќајниот хаос. Што донесува до ситуација да граѓаните на град Тетово живеат во сообраќајен метеж, че не знаете што е веќе улица, што е тротоар, не знаете што е пешачки премин, немате крстосница како што треба, се прават некои импровизации. Од општина Тетово велат дека се во фаза на подготовка на јавен повик за изработка на генерален урбанистички план според кој градот треба плански да се развива. Оттаму најавуваат дека ќе изберат компанија за уривање на дивоградби, што е законско обврска на општината. Инаку минатата година општина Тетово имаше избрано фирма за уривање на дивоградби. Фирмата за оваа намена според едногодишниот договор доби 6,5 милиони денари општински пари, но на терен не е урнат ниту еден бесправен објект, иако инспекцијата има стотици решенија за уривање на дивоградби. Во меѓувреме градот, каде нема донесено нов генерален урбанистички план, 15 години постојано се шири, населението се зголемува, а инфраструктурата стагнира. Нови улици не се отвараат, трите булевари не се пробиваат, а обиколницата за Тетово, која би го облажила проблемот со сообраќајниот хаос, остана само на хартија.